Да, се враќаме во студиото со нашите гости Љупчо Ристовски, Никола Дујовски. Професоре Дујовски, ја начнавме темата на почетокот во однос на евроскептицизмот. Ми се чини дека после ова што се случи со Бугарија, дека драстично падна поддршката за Европската унија во земјава, особено што тоа се случува после потпишувањето на Преспанскиот договор, кој, како и да гледаме на него, се смета за еден болен компромис, кој е направен поради нужност, и после кој сите очекуваа дека европскиот пат ќе биде отворен. Ова што се случи, мислам дека е страшно разочарување за граѓаните. Од друга страна, имаме и суштински проблем. Имаме проблем навистина со принципите на Европската унија, бидејќи сега многумина се прашуваат зошто воопшто би сакале членство во Европска унија, во која идентитетот е услов за да влезеш, во која мораш да зборуваш за својот идентитет, а во која се уште има земји како Бугарија, како Романија, како Полска, во кои има страшен проблем со демократијата. Рано е се уште да сме сигурни околу тоа колку е падната поддршката за европските интеграции, бидејќи тие се секогаш високо на агендата кај граѓаните. Истражувањата во изминативе 2 децении говорат дека никогаш не било под 80%. Меѓутоа да, и разбирливо е и разочарувањето, затоа што ние сите очекуваме Европа да ни помогне да бидеме подобри. А всушност гледаме дека тие се подкусуруваат со нас помалите. Заради една земја членка или заради друга. Утре ќе биде некој друг проблем. Меѓутоа, ова не е нешто што е невообичаено за државите. Јас во верувам дека и кога ќе ги отвориме преговорите, и кога ќе видиме колку напорна работа има пред нас и колку пари треба финансиски за да го издржиме тој товар, поддршката уште повеќе ќе се намалува. Но важно е да се одржи за тогаш кога ќе дојде време, во едно идно време зборувам, да имаме поддршка од повеќе од половината од населението, бидејќи стапувањето во таков сојуз за нас ќе значи и референдум, за разлика од членството во НАТО. Референдум кој што ќе биде задолжителен. Хрватска, се сеќавате, Хрватска помина на референдум со одвај 55%. Но за мене е друго поголемо прашање кое што се отвара сега. Поддршката што проширувањето на Европската унија ја има кај европските граѓани. Франција е земја која што на референдум мора да се согласи со проширувањето со која и да е наредна земја членка. За Србија, за Македонија, за Албанија, за другите држави ќе биде многу тешко француските политичари да ги убедат половина од населението да излезе да гласа и половина од нив да гласаат за проширувањето. Бидејќи во моментов во Франција поддршката за проширувањето не е повеќе од 30%. Истото и во неколку други земји членки. Генерално станува збор за еден процес во кој што ние ќе доживуваме осцилации. Разбирливо е граѓаните и да не бидат многу ни заинтересирани. Знаете, пред 2 години, 3, тогашниот вице-премиер Османи, кога објави повик за ангажирање на луѓе кои што имаат искуство, кои што сакаат да помогнат во европските интеграции. Знаете колку се пријавија? Минимален број на луѓе кои што се расположени да помогнат во европските интеграции. И генерално се сведува на најдиректно вклучените во владините институции и на неколку, на прсти можат да се избројат веројатно, невладини организации кои што имаат и капацитет и имаат познавање и можат да помогнат во тој процес. Значи, без разлика што поддршката ќе паѓа во наредниот период. Јас сум и повеќе од уверен дека доколку се откочи процесот и ги започнеме преговорите, нема да имаме проблем со прашањето барем на мнозинството на граѓани кои што ќе поддржат идејата за членство во Европска унија. Да, Ристовски, ова често го слушаме предвидувањата и да почнеме преговори, колку би траеле преговорите, па некој период од 10 години се спомнува како минимален период за кој веројатно би требало да бидеме срекни доколку за толку време станеме членка, но некои познавачи велат дека многу пореална опција е 20-15 години, а да не ги спомнуваме сега и овие околности професор Дујовски што ги кажува во однос на поддршката на гласачите во Франција, поддршката за проширување во други земји. Па сега се наметнува прашањето: вреди ли воопшто да го почнеме сега тој европски пат после сето ова што го знаеме? Библиски има една мудрост, вели долго одолговлекуваната надеж го истоштува срцето. Значи, надежта за пристапување кон Европската унија предолго трае кај македонскиот народ. Јас секам 2005 година почнавме. Земја кандидат, да. Да, 2005, сега е веќе 15 години. А ние уште немаме дури ни почнато отворање на европска перспектива, нели на поглавја, немаме меѓувладина конференција, за кажем, немаме ништо во дадениот момент, а 3 години
владата на Социјалдемократскиот сојуз ја подгрева јавноста, ја подгрева надежта кај јавноста дека добивме преговори, добивме, а 3 години јас велам не добивме. И еве сега сме на праг кога знаеме дека немаме добиено и прашање дали ќе добиеме. Бугарите велат дури после изборите во март ќе се седне, ќе се разговара и така натаму. Значи дека европската перспектива кај македонскиот народ ќе пласне со текот на времето. Паралелен процес на ова е што Европската унија губи на своја релевантност. Британија излезе од Европска унија, со тоа ја ослаби страшно Европската унија како концепт, како визија, како идеја. Слаба утеха ќе биде Западен Балкан или не знам, Југоисточна Европа и така натаму. Слаба утеха е. Најмотните и најпросперитетни држави во Европа, ако сакате Швајцарија, Норвешка, Британија се надвор од Европската унија. Столбот на Европска унија моментално се Германија и Франција, кои што имаат различни интереси и во реал политиката, и во геостратегијата и така натаму, и таму тешко ќе оди усогласувањето, поготово што Европската унија се претвори во, како да кажам, гума за спасување. Грција е пред сериозна економска криза. Прашање до нова година дали ќе издржат, ќе има нова должничка криза околу нова година и таму ќе пукаат опасно работите, ќе има и немири после нова година. Таму дали ќе има уште еден бран на опростување на долгови или нови подршки и така натаму, затоа што процентот во Европската банка за обнова и развој на зависноста на долговите на државите од неа е страшен. Мислам дека повеќе од 1/3 веќе е преминат. Тоа значи дека има огромна зависност на државите од кредити, од долгови. Тешко ќе биде одржливо. Значи, ние не смееме да држиме надежта високо кај македонскиот народ, поготово што, знаете, и не треба ни фетиш да се прави од Брисел и од Европската унија. Тие може да ни бидат партнер, релевантен партнер на еднакви основи. Ние да бидеме додадена вредност можеме, но тие треба да отворат перспективата, да овој народ слободно творечки создава, биде додадена вредност за европските вредности и така натаму. Пријателски е вие да подадете рамо некому кога има проблем да го кренете. Но кога има проблем во дадената ситуација и кога знаете дека тој стои на тасот на Божјата правда, а вие си го свртите грбот, тоа не е баш пријателски чин. И сега тоа се, јас ви ги кажам сега сидрата, неколку сидра, кои што се сериозни критични точки, кои што ќе намалуваат поддршката кај нацијата за приближувањето кон Европска унија, ќе се држи високо затоа што се уште владата на Социјалдемократскиот сојуз ги подгрева надежите дека имаме перспектива, дека ќе одиме и така натаму, но колку повеќе ќе навлегуваме, мислам дека веќе и живата кала е на повидок. Да. Ние немаме друга опција, бидејќи нашиот најголем надворешно трговски партнер е Германија, а вкупно Европската унија. Нели, јас не знам, ама претпоставам дека 2/3 од стоковата размена се одвива со земји членки на Европската унија. Дополнително, поддршката што ја добиваме како држава од Брисел, директно од Европската комисија, е многу голема, неспоредливо со било која друга, веројатно наредните се Соединените американски држави. Ние друга опција немаме. Ќе одиме по тој пат, некогаш побавно, некогаш побрзо. Меѓутоа, генерално, и 25 и 30 години наназад, од осамостојањето до денес, сите влади без исклучок, нема СДСМ, ВМРО или било кој, сите влади без исклучок декларирале дека земјата е насочена. И тоа е една од нашите стратешки цели. Првата беше членството на НАТО, втората во НАТО членството во Европска унија. Како ќе го реализираме тоа? И дали ќе го зајакнеме доволно општеството, за да бидеме релевантен партнери во Европската унија, зависи од нас. Еве гледаме нашите источни соседи, се членки и на НАТО уште од пред 20 на години, и на Европската унија уште од 2009 година, па не се европеизирале доволно, или не се европеизирале до таа мера да сватат дека иднината не може да почива 100% на историјата. Ние мораме да си го европеизираме општеството во смисла да понудиме надеж на младите луѓе кои што овде сега ќе живеат свој живот и за себе и за своите деца, а не за моите дедовци. Да. За нив помалку сме заинтересирани. Тоа е еден разумен пристап во политиката. Што мислите за она што го кажа и председателот Пендаровски, а и премиерот Заев лани, значи не подсетија дека и уште лани е кажано тоа дека ни е нудено членство во Европската економска заедница, значи не само на Северна Македонија, туку на едно регионално членство на повеќе земји, но дека тоа од нашата влада било сватено како субституција за почеток на преговорите и било одбиено. Од друга страна, дел од вака од аналитичарите велат дека тоа е грешка што е одбиено, дека тоа било прилично добра можност, бидејќи членството во Европската унија и онака полека се претвара во утопија,
а тоа е прилично конкретна работа, каде што, па, онака, кажано, отприлика дека 70% од бенефициите од членството во Европската Унија отприлика ги добивате со членството во таа Европска економска заедница. Во структурата на надворешно трговската размена, нека и со Германија и со светот, ние имаме изворено лоша структура. Ние извезуваме сировина со мала додадена вредност, а увезуваме висока финализација која што има висока додадена вредност. Профитот оди надвор. И второ, што може да ви помогне Брисел и европската перспектива, кога ние 2017 година вративме во Брисел 720 милиони евра од ИПАРТ програмата, фондови неискористени кумулативно години наназад од владата на Груевски. Зошто 720 милиона евра се дозволило да нашите мали и средни бизниси не ги добијат, тие ќе генерира сега околу 1,5 милиарда додадена вредност во економијата, во македонската економија. Башка да ги доделеа, без да ги уценуваат 30% коруптивно лево, десно, ваму, таму и така натаму по партиска линија. Значи Брисел и досега давал. Американската помош во Македонија 1,2 милиарда од прилика за овие 30 години. Грантови зборам. Не зборувам за кредити, грантови. Значи ние сме добивале помош и подршка. И не само од Европска унија, сме добивали и од надвор. Но ние немаме систем кој што тоа ќе го валоризира и ќе го направи додадена вредност за граѓаните, за малите и средните бизниси. Освен за партиските елити кои што одлеа 30 милиарди долари овие 30 години, не доби додадена вредност македонското општество. Не добија луѓето, обичните луѓе не добија, малите и средни бизниси не добија. Се направи едни бизнис елити, тоа е сидрото кај македонското општество. И милиарда да ви даде сега Европска унија, па тие ќе се одлеат лево или десно. Ние немаме капитални инвестиции оваа година, ништо не се работи во државава. Со години наназад 25-27% ни реализација на капитални инвестиции. Што тука Брисел ќе ви помогне? Вие треба да знаете како да ги реализирате тие проекти. Можете само ако имате честна влада која е морален столб, која нема да чепне едно евро од буџетот и која што ќе ги насочи таму каде што им е местото тие силни капитални инвестиции и финансии од буџетот. Поинаку не можеме да движиме никаква европска економска заедница, никакви, не знам, асоцијации, членувања некаде нема да ве направат подобро општество ако не го смените менталитетот, мајндсетот. Ако немате политичка волја конечно да работите честно како што треба. А се види дека 30 години немаме ние честна политичка партија со политичка волја да работи честно во име и за сметка на обичниот човек, во име и за сметка на мали и средни бизниси, па да го растеретиме системот од јаремот што сме му го товариле, даноците да паднат, дерегулација да направиме. Ние сме го бременили системот со милион лиценци, сме и откупот на тутунот, ако сакате, откупот на гројзето, откупот на клучни земјоделски производи стратешки во Македонија. Лиценци сме го дале тоа монополизирано на 5 фирми и ние очекуваме да крене глава фармерот во Македонија. Не може да крене глава кога вие монополизирате со лиценци. Таму ви треба масовен процес на дерегулација, ама нема политичка волја. Затоа треба партија која има политичка волја и која знае како, преку масовен процес на дерегулација, преку масовен процес на намалување на даноци, тоа е либертаријанскиот модел на интегра, да едноставно го покренете системот. Маката е кај фармерот, таму треба да оди балансирано профитот, не само кај откупувачите. Значи сакам да кажам, ние внатрешните механизми не ги исцрпуваме, чекаме Брисел ќе ни даде. Не може да ни помогне Брисел со ова што им го правиме на тутунарите. Не може да ни помогне Брисел со тоа што им го направивме на лозарите. Од 8 денари ќе ви дадеме уште 8 и падна цената 2. Тоа е економска законитост, закономерност. Секој треба да знае. Ова што го зборува господинот Рисовски е отприлика она што го зборувавме пред малку за тоа дека не треба камшикар. Не треба ли навистина камшикар, господине Дујовски, или можеме сами да ги средиме вие работи, или мора да имаме некој коректив од надвор, некој да не држи во ред? Не, од надвор не ни треба. Зошто од надвор? Од надвор ни кажуваат што треба ние да исполниме доколку сакаме да бидеме дел од нивното друштво. Тие нема да дојдат да ни ја завршат работата и ќе не остават децении да се ние докажуваме еден со друг тука. Што ни е потребно? Објективни процедури за развој на општеството. Не личниот, субјективен фактор да влијае на развојот на институцијата. Тој може да биде составен дел и може да помогне институцијата да се гради или општеството да се гради. Но ние немаме објективни процедури кои што ќе значат независност на тоа што се нарекува судство, медиуми, слобода, демократија, човекови права. Во сите сфери на економското работење мора да се изградат такви процедури кои што ќе не направат во можност да соработуваме со другите. Европската економска заедница е само една од посилните иницијативи кои што постојат или нешто што за нас е толку далечно колку што е далечна и Европската унија.
ни било нудено членство. Ние сме побарали членство во Европската унија. Сите околу нас бараат членство во Европска унија. Никој не бара членство во Европската економска заедница, бидејќи таму важат некои поинакви правила. Не би се согласил дека 70% од привилегиите би ги имали таму. Не, напротив, ќе изгубиме прилично. Една од добрите идеи што Балканот треба да ја разгледа, Западниот Балкан, е интеграцијата овде на Западниот Балкан. 20 и неколку милиони луѓе кои што можат да соработуваат. Зборам за добрата идеја на Вучич, на Заев и на Рама. Зборувате Еден мини Шенген. за мини Шенген? Па тоа е веројатно за наши прилики многу применлива идеја. Слободна трговија овде, слободен проток на стоки, услуги, луѓе и капитал, да можат граѓаните да ги почувствуваат придобивките, што значи да немаш граница помеѓу Австрија и Германија, на пример. Да, Да но- почувствуваме што значи да нема граница кога ќе одиме до Врање, до Приштина, до Тирана и така натаму. Некои го толкуваат како нова мини Југославија. Нека го наречат како сакаат. Целта на развитокот треба да биде насочен кон тоа. Луѓето да можат да комуницираат без граници. Имаме премногу граници на премногу мал простор. Имаме 20 милиони луѓе кои што се ограничени во толку многу бариери. Не можеме да извеземе без посебни дозволи. Не можеме да увеземе без посебни царини. Не можеме да отидеме на одмор без 3 сати да чекаме на граница. Тоа ги интересира граѓаните. Членството во Европската унија нема алтернатива. Не постои нешто што може да го замени полноправното членство во Европската унија. Нема друга таква идеја на европскиот континент. Немаме ние други партнери кои што можат да ни понудат подобро од членство во Европската унија. Не заради тоа што државата ќе биде членка во Европска унија, туку затоа што кога ќе ги завршиме преговорите, една деценија веројатно ќе биде и малку, ќе имаме општество кое што ќе наликува, ако ништо повеќе, барем на општеството како што е денеска во Словачка. Барем толку. Инаку по проекциите што ги правиме и ги знаеме сите, ние веќе сериозно заостануваме, па дури и за една Бугарија. Да. Сезирно мала Да. дигресија. За 10 години од сега, ако ги задржиме на власт СДС и ДПНЕ, нема ни М да постои од Македонија. Тогаш нема ни да ни треба Европска унија. Ние треба тука да направиме внатрешно политички промени. Тука треба да го менјаме мајндсетот. Метаноја ни треба на умот. На нацијата треба метаноја. Треба да ја покренеме. Милион од народот ни спие уште анестетизиране. Не излегува да го даде своето право на глас, да исцрта валидна политичка карта во Македонија. И не тормо за 30 години исти гарнитури. Со нив немаме никаква перспектива, се виде. Се виде, најголемата глупост е, јас стално го повторувам Ајнштајн, да очекувате да ви ги променат работите луѓе што ја втурнале во проблемите. Истите тие со исти навики, рутини. Вие што мислите за народот, дека терапија му треба или како, бидејќи што кога ќе речете дека народот е анестезиран? Мора да најдеме начин, или... мора да најдеме начин да направиме Дека му систем треба- во кој што ќе покренеме да имаме масовна излезност на избори. Затоа што изборите се, нели и професорски ако сакате, и научно и секако, изборите се највисокиот стадиум на демократијата. Па ако сакате за клучни прашања, нели и плебисцитот е највисокото скалило. Значи што повеќе луѓе се изјаснат, тоа е многу подобро. Тогаш имате, најдете по оној научен модел за шарените бомбончиња во тегла. Тоа е веќе модел кој што ќе ви даде валидна политичка карта, она што е вистина мајцет на нација. Вака со 25% од нацијата вие владеете и ја третирате како таткови да е државата, не оди. Се Да, но гледа дека не оди. проблемот е во тоа што веројатно луѓето не гледаат понуда. Не излегуваат бидејќи не го гледаат тоа што го Јас бараат. говорам за организирана општествена акција во која ќе бидат вклучени медиумите, во која ќе бидат вклучени универзитетите, целата интелектуална елита, да најдеме начин како да го ослободиме општеството, да дојдеме и до една изборна единица, да дојдеме и до, не знам ако сакате, до задолжително гласање на сите или ослободување од данок на крајот на година, ако имате одредени поени за едно гласање, за друго гласање, за трето гласање, значи мора да најдеме начин како да го покренеме народот да излезе, да му дадеме и стимулативни мерки за да може да излезе, да едноставно имаме поголема излезност на избори за да па видовте дека во Црна Гора се отцрта нова политичка карта само со масовна излезност. Кај нас немаме масовна излезност. Не, Црна Гора немаше масовна излезност, имаше иста излезност како и на сите избори претходно. Значи тука Во е во однос на Црна нас Гора. зборувам. Ние И не се имаме отцртала картата, 51, таму е 43 реални. Сега имате во Црна Гора 41 спрема 40. Тоа се некои промени. Сега ќе зависи од владата дали ќе промени. Инаку процентот и застапеноста и излезноста на граѓаните секако дека е добро да излеза што е можно Така. повеќе, но ние сме поларизирано општество. Повторно ќе бидеме тука. Изборни циклуси од 2016
и од оваа година сега покажува дека разликата помеѓу СДСМ и ВМРО е минимална и дека капацитетот на сите останати политички партии во државата по овој изборен модел, па макар и по моделот на една изборна единица, е тука 2 до 3 пратеници, не повеќе од тоа. ама заедно Нашиот 20 прв попис, прв испит ќе биде пописот наредната година. Дали оваа држава зрее институционално? Дали ние имаме експерти, стручњаци, професионалци кои што можат да изнесат една таква операција, статистички или било која друга, како што е пописот. Па после да разговараме до каде сме, како сме, каде ќе одиме. И да почнеме, кратко само, да ги ослободуваме институциите. Заробени сме се оште. Во универзитетите, во министерствата, насекаде. Многу малку се виде слободата во процедурите. Сите се вградуваат на непринципиелен начин, за да добиете еден европски проект или да аплицирате на еден европски проект, треба да поминете 1200 процедури овде во нашата држава, во Брисел се чудат за тоа. Велат, што правите вие во Македонија? Епа, ајде да почнеме да ги минуваме на ослободуваме. тој начин Се извинувам, не... 500.000 гласачи на ВМРО и на СДС се 1/4 од нацијата. Да, добро. 1/4 од нацијата се. Не е тоа доволно за да ние оцртаме политичка Па карта. нема кога ќе се мултиплицира, Се ќе извинувам, бидат 1 милион на 1 милион. да, не истече времето, се извинувам, ви благодарам за дебатата. Инаку има уште доста да се дебатира, но времето е толку. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи. Останете со нашата програма.